Почитувани граѓани, почитувани илинденци, сите ние сме деца на Илинден. Илинден е символ за нашата борба за слобода и човечки правдини. Илинден е символ за нашата победа. Илинден е символ, водилка за сите деца на нашата земја. Илинден е на сите. Првиот Илинден, 1903, е символ на заедничката борба за слободна и автономна Македонија, без разлика на вера, народност, пол и убедување. Вториот Илинден, 1944, е символ на победата над фашизмот, на успешната борба за ослободување од вековното робство, за создавање на слободна и суверена држава со македонски службен јазик. Што им е заедничко на првите илинденци од 1903 и асномските илинденци од 1944? Химната и републиката. И хероите од нашата химна, Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Сандански, и хероите од НОП, кои ги опеа во партизанските песни и ги именуваа партизанските одреди со нивните имиња, се бореа за републиката. Првите илинденци се бореа за Крушевската република, а вторите илинденци се изборија за асномската, демократска, федерална, народна, социјалистичка, независна Република Македонија. Денес Република Северна Македонија. И првите илинденци од 1903 и вторите илинденци од 1944 се бореа за еднината, а не за минатото. Затоа и ние денеска, сите заедно, сме деца на Илинден, затоа што нашата политичка иницијатива е борба за еднината. Илинден стана символ за нашето славно минато, затоа што илинденците се бореа за нашата светла иднина. Наша патриотска должност е да го следиме победничкиот стремеж на илинденците од 1944, исто како што тие го следеа борбениот стремеж на илинденците од 1903. Стремежот за светла иднина на Македонската република и сите нејзини граѓани. Илинден е нашата државност и нашата гордост. Илинден е нашиот празник, Илинден е нашиот македонски јазик, Илинден е нашата државна химна. Некои ќе прашаат зошто нашите ослободители од 1944 формираа партизански одреди Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански и ги опеваа нивните имиња во борбената песна "Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата". Знаеме зошто. Славните прилепчани основаа партизански одред Гоце Делчев затоа што веруваа во зборовите на Гоце Делчев дека ослободувањето на Македонија лежи во внатрешното востание, кој заедно со кумановци го кренаа на 11. октомври 1941 година. Славните крушевчани основаа партизански одред Питу Гули, затоа што токму на ова место тој херојски го даде својот живот за одбраната на Крушевската република. Битолчани основаа партизански одред Јане Сандански, затоа што знае дека неговата омилена здравица беше за независна Македонија, која замислувал како република на еднаквост, братството и слободата, едно општество за сите. Битолчани и преспанци формираа партизански одред Даме Груев, за да ги продолжат традициите на основачот на подземната република, кој по илинденското востание пророчки му напиша на Хилми Паша дека
Не е далеку часот кога над облејаната со крв Македонија ќе засвети сонцето на слободата. Не забораваме ни дека во оригиналната верзија на Денес над Македонија, испеана од нашите славни пеачи Васка Илиева, Никола Бадев и Александар Сариевски, се споменуваат имињата и на Карев и на Влахов. Знаеме зошто е спомнат социјалистот Никола Карев, предводникот на штабот на крушевските востаници, кој го ослободија Крушево и формираа република. Карев во 1902 му пишува на Гоце Делчев: не треба да чекаме повеќе, Гоце. Време е веќе да стануваме и да се биеме. Сами ние македонците да се бориме за наша Македонија. Знаеме зошто е опејан и сограѓанинот на Делчев, кукушанецот Димитар Влахов, кој е символ на врската меѓу двата Илиндена, учесник во македонското револуционерно движење од 1903 и делегат на Авној и Јасно. Ете, токму затоа во Денес над Македонија се раѓа. Беа вградени Илинден и славните ѕидари на Крушевската република. Затоа е вградено и знамето на Крушевската република, кое се вее во народно-ослободителната борба за ослободување на Македонија и за изградба на нова надземна република. Нема подобар начин да им се одолжиме на нашите херои спомнати во химната, освен со продолжување на нивните храбри дела за еднината на републиката, оживотворена во Крушевскиот манифест, воскресната во решенијата на Асном, кога и се прогласи Илинден за народен државен празник на македонската држава. Продолжуваме да ги негуваме концептот на едно општество и заедништвото кое е како наследство ни е оставено во Крушевскиот манифест. Манифестот кој ги повика комшиите и пријателите без разлика на пол, вера, убедување и народност во желба за подобар живот. Продолжуваме со политиките на надминување на поделбите. Сите ние, македонците, албанците, турците, власите, србите, ромите, бошнаците и сите други, сметаме дека е патриотска должност да се обединиме и помириме внатре. Затоа ова свето место, Мечкин камен, не треба да биде камен на сопнување, туку мора да биде камен темелник на помирување, заедништво и разбирање. Се обединивме со соседите, се обединивме и со западноевропското семејство, што е, впрочем, Илинденското востание, ако не крик за Европска Северна Македонија како напредна република на Балканот. Затоа велам, Илинден е повик за обединување. Делбите не се патриотизам. Илинден и Јасно се символи на заедништвото, а не за поделби. Заедништво за подобра иднина на нашите деца и нашите внуци. Еднаш реков и ќе повторам. Во секој граѓанин на Северна Македонија има по еден партизан и по еден комита. Ќе продолжиме заедно да ја градиме нашата вековна иднина, онака како што ја градеа партизаните и партизанките, храбрите комити и комитки. Почитувани мои сограѓани, драги представници на дипломатскиот кор, гордо денес стоиме ние пред македонското знаме. Гордо ја пееме македонската химна. Гордо зборуваме на својот мајчин јазик и на нашите мајчини јазици. Горди го воведовме и 5 мај како ден на македонскиот јазик, кој беше заведен како службен јазик во македонската држава токму на Илинден во 1944.
Горди можеме да изјавиме дека го заокруживме процесот на меѓународно признавање на Република Северна Македонија, која како идна членка на НАТО ја гарантира безбедноста на своите граѓани како никогаш порано. Горди можеме да кажеме дека добивме најдобри оценки од Европската Унија, со кои се отвараат нашите европски перспективи без никакви условувања. Гордо кажуваме дека сме подготвени да ги почнеме преговорите со Европската Унија час поскоро и да го забрзаме политичкиот процес на обединување со европското семејство на кое му припаѓаме и географски, и културно, и цивилизацијски. Тоа се заложбите за иднината. Тие заложби бараат секојдневна борба од секој од нас. Затоа секој ден е Илинден. Затоа сите сме деца на Илинден. Со гордост можеме да кажеме дека патриотизмот значи грижа за обезбедување подобар живот за сегашните и идните генерации. Тука, во Северна Македонија, каде што се грижија Делчев и Рацин. Кочо Рацин во својот надпис за значењето на Илинден ќе истакне дека Даме Груев, Гоце Делчев и Јане Сандански, како вистински народни борци, убаво знае што беше тогаш Македонија и какви се вистинските потреби за нејзините народи. Тие пропагираа една слободна, независна, автономна Македонија, уредена како демократска граѓанска држава. Тие сакаа да се земе феудалната земја од беговите и да се даде на селаните што ја копаа. По градовите да се растураат старите и корумпирани власти, да се обврзува една демократска власт од народот по градовите и селата, која ќе биде одговорна пред автономното управување на Македонија. Избрано и поставено по демократски начин од сите народи што живеат во Македонија. Тоа е патриотизам. Затоа вистински патриотизам е да се продолжи традицијата на Делчев, Груев, Сандански, Рацин, Ченто. Тие не научија дека иднината е вистинскиот избор за секој патриот. Иднина во граѓанска и демократска Северна Македонија, рамноправно представувана од сите кои живеат во неа. Тогашната иднина е нашата денешна сегашност, до која дојдовме преку здружени и комплексни иницијативи. Ние, граѓаните, децата на Илинден, сме природно упатени да гледаме напред кон иднината. Гледаме напред затоа што сакаме безбедна и стабилна земја, членка на НАТО. Сите ние сме вложени во иднината, затоа што сме спремни за уште повеќе реформи, затоа што носиме и градиме европски вредности и одиме кон Европската Унија. Сите ние сме определени за иднината, бидејќи патот на интеграцијата е пат кон перспективите. Тоа е пат кон инвестициите, кон нови работни места, кон повисоки плати и кон повеќе пари за граѓаните. Тоа значи шанса за сите граѓани. Тоа значи шанса за сите деца на Илинден во кој државата мора да вложува максимум и за кој институциите ќе мора да се грижат еднакво и квалитетно. Денес, ова наша убава Северна Македонија ја градиме како земја во која граѓаните можат да обезбедат достоинствена живеачка. Земја каде институциите се заштитници и пријатели на граѓаните, а услугите се достапни на секаде. Затоа вложуваме многу во опремување на здравствените установи, ги покачуваме платите, ги поддржуваме земјоделците и градиме безбедни патишта и услови за подобра животна средина. Постојано го градиме нашиот мозаик,
нашата татковина, создадена од различности и вредности. Затоа мораме да се ангажираме сите, да му дадеме уште поубав сјај на мозаикот. Да бидеме сите посветени, вредни и одговорни пред целите кои заедно ги зацртавме. Да бидеме заедно, да бидеме одлучни. Да одиме по патот што го трасираа илинденците, зашто тој пат немаме право да отстапиме. Сите ние сме деца на Илинден. Секој ден е Илинден. Нека ни е честит и вековит Илинден. Нека ни е честита и вековита нашата Република Северна Македонија.